Фантомски гласачи, починати лица со право на глас, лица регистрирани на погрешна адреса. Избирачкиот список е далеку од прочистен, вели граѓанската организација Цивил. До нив уште во првиот ден од јавниот увид пристигнале низ за пријави за недоследности. Но најголем проблем според Цивил е лавиринтот во кој ќе се заглават граѓаните доколку сакаат да го пријават случајот. Затоа организацијата повикува институциите сами да ги средат проблемите во избирачкиот список и да не ги шетаат граѓаните од врата до врата. Фантомите во избирачкиот список се вратиле и удобно се сместиле на адресите на граѓанките и граѓаните што се јавија во нашата организација. Добивме една пријава за починато лице, што се уште фигурира во избирачкиот список. Во еден случај, граѓанин ни пишува дека веднаш се јавил во ДИК да пријави неколку ненајавени гости на својата адреса. Оттаму, како и на претходните изборни процеси, го упатиле да се јави во МВР. Гласачите повторно ја слушаат старата приказна. Секогаш некој друг е одговорен. Цивил ги повикува граѓанките и граѓаните да искористат можноста за увид во избирачкиот список и да ги пријават неправилностите во ДИК, но и на Цивил, со цел да се спроведе јавна контрола на процесот. Реакцијата на Цивил следува по вчерашниот повик од Државната изборна комисија, граѓаните да извршат увид во избирачкиот список и доколку забележат проблем самите да го пријават. ДИК овој пат нема да прави теренски проверки, а промена на податоци ќе се направи само по претходна пријава. Начинот на водење на избирачкиот список е предвиден со изборниот законник, ние токму така го водиме според таа методологија. Теренските проверки имавме основа во избирачкиот список во минатото пред едни од претходните избори да ги вршиме, тогаш ги извршивме и наодите од тие теренски проверки беа внесени во избирачкиот список. Сега избирачкиот список се води по онаа методологија која е утврдена во изборниот законник и која ја објаснив претходно со тие податоци и само врз основа на официјални податоци и официјални документи можеме да вршиме промени во избирачкиот список. Според последните податоци во избирачкиот список се запишани 1.805.707 македонски државјани со право на глас, но Државната изборна комисија очекува овој број да се промени до 23 август, кога се затвора јавниот увид во списокот. Дијаспората, за разлика од Македонија, ќе гласа еден ден порано, односно на 29 септември. Според последните информации од ДИК, 136 македонски иселеници досега се пријавиле да гласаат на референдумот. За да се отвори гласачко место во дипломатско-конзуларните претставништва, потребно е да се пријават минимум 10 гласачи.